да се одморам малку. Ајде. Тука си бил, јас мислев уште работиш. Знам зошто си седнал, знам. Си го чекаш пријателчето. Да. Така? Го нема денеска, задоцни нешто. Го нема денеска. Ами, вака си мислам јас, домакине, па ако е тој ангел Божи, и тој си има работа, не седи севезден вака без работа, таму на небото, а може пак и на земјата, може си има некои друзи пријатели, па и таму да отиде и нив да ги види. Може и да има, може и да е така. Ќе дојде. Домакине, вака, поначесто си мислам, каква среќа сме имали ние двајцата, да си имаме пријател ангел Божи. Ете си доаѓа вака кај нас, ке седне и разговор со нас се чини. И јас тоа си го мислам за тоа нешто. Тоа ќе да е така, оти го славиме името Господово. Така ќе да е. За тоа. Така ќе да е. Вистина, па не сме се пожалиле ние на Господа ниту за лошо, ниту за арно. Со неговото име се легнуваме, со неговото име стануваме. Затоа ќе е, затоа. Ајде да не седиме. Уште малку, еве. Гледаш? Ке се стемни. Дај да поработиме уште малку, јас својата работа, ти твојата. Па ќе дојде утре ако не дошол денеска. Ајде, оди фати уште малку работа. Оре, ангелче, ова година сум наумил јас вака да направам. Да им пуштам на луѓе са пролет и са лето, саде облаци, тешки облаци, и да врни дожд, да се да им скапи што ќе посеат. Да немат ништо за јадење, да страдаат тоа, да се мачат, зашто гледам, ме подзаборавиле. Името моје, името Господово, не го спомнуваат, ни за арно, ни за лошо. Та затоа сега сум наумил да ги научам на ум, да ме познаат кој сум јас. Оти јас сум Господ Бог и моето име Чатпат треба да се спомнува. Ме разбра, ангелче? Убаво што дојде, мило ангелче. Од кога те чекаме? Убаво што дојде да ни каже што има ново таму горе кај вас. А пак и ние ќе ти кажеме што има ново овде кај нас во селово. Убаво што дојде да си малку поразговараме. Чекајте, ќе си поразговараме. Само прво сакам нешто друго да ви речам. Стојам јас денеска на небото до Дедо Боже. И го слушам како вели. Вака рече. Ќе заповедам оваа година са пролет и са лето дождои да паѓаат. Дождои силни, сиот род да скапе. А знаете зошто? Оти луѓето го забораиле името негово. Ни во арно, ни во лошо не го споменуваат. Вистина е тоа што го збориш, ангелче Божи? Да. Сиот род да скапи. Да. Ами, ангелче, ние сега што да правиме? Па, јас мислам дека вака најубаво ќе биде. Вие семето што го имате, оваа година да не го врлате, да си го чувате, да си ги прехраните дечињата. Сполајти, ангелче, што ни го кажа тоа. Така, добро. Оваа работа ја завршивме. За ова, знаеме. Така, знаеме. А сега да ми кажете друга работа. За селото. Да ми кажете убави работи, оти многу
сакам да слушам убави работи. Има многу убави работи. Убави работи. Кажи му за Стојана. за Стојана. Знаеш на Стојана? Еден ден. Ги гледам луѓево како се мачат. Тргнале по нивјето, копаат, орат, сеат. Не го прашавме ангелот дали смееме да им кажеме на другите да не работат луѓето, да не се мачат бадијала кога оваа година и така се ке скапи од пусти дошт. Идниот пат, кога ќе дојде, ќе го прашаме. Добар ден, соседи. Дал ми Бог добро, соседи. Како Добар сте? ден. Што правите, арни сте? Не сум ве видела одамна. Мислев дека ќе ве видам на нивана до нашата. Да орате, ама не дојдовте. Навистина, соседи, сите селани изора, посеа, а вие само сејте тука и сеир си гледате. Вистина, оти не орате, луѓе. А? Што думате и што чекате? Сите селани го фрлија семето, а вие на бразда не туривте. И ние не оти знаеме зошто не сеиме и не ораме, туку како да ни влегол некој страв во срцето. И кај ќе ни излезе крајот, само Господ знае. Сега, Господ немал друга работа, ќе гледа дали вие сте сееле или не сте сееле. Да не сакате месен обесен да најдете тука на нивјето, или ова трње да ви роди жито. Не ја била та работа. Не вели така, комшија. Ако Господ сака, може и трњето да роди жито. А ако не сака, тогаш и од амбар зема. И никој не знае што Господ прави. Така е. Добро де, соседи, па сега не вутете се. Ние лоша мисла немавме, така, жено? Нема. Заарно ни беше зборот, заарно. Ајде, а вие сега како сакате. Ајде. Не, како ќе се лутиме? Зошто да се лутиме? Па не рековте ништо лошо, ништо за лутење не е работата. Ајде, жено, ние си. Ајде. А вие како сакате? Ајде. На овие маки да дојдеше берем ангелот да го прашавме. Ама тој кажа што имаше да каже. Тој си има и други работи. Може Господ го пратил на друго место. И така може да е. Така? Па, ние да си одиме дома, домаки. Доста седевме за денеска. Да си одиме? Ајде да си. Ајде стани па. Открениме малку. Ајде. И сум се здрвила од седење, морам. Ај. Дедо Боже, ќе те помолам нешто. Ако сакаш да ме пуштиш да отидам таму долу на земјата, оти си имам едни пријатели таму. Многу добри луѓе, многу мили и многу убо ни иди муабетот со нив.
Гледај, ангелче, јас сега не можам да те пуштам да одиш долу на земјата. Чунки, тука имаш ти многу работа. Сум наумил јас тебе да те пратам по друзи работи. Ке седиш тука. А на есен, кога ќе дојди време, јас ќе те пуштам да одиш ти на земјата и да се видиш со пријателите твои. На есен велиш? Ага. Ами, дедо Боже, да не биде доцна на есен. Заошто да биде доцна? Ами, ангелче мое, јас знам дали е доцна, дали е рано. Чунки, јас сум дедо Госпо. Си помина летото, си дојде есента. Луѓето си зора, си посеа, си ожнеа. А дождовите што требаше да дојдат, да скапат се, ги нема. Луѓето радосни од убавиот род. Сега, кога ќе си сомелат од житото, кога ќе си месат едни пресни погачи, како папајци, весели, радосни, а ние... Што ние мака, што ни се посеавме и ние. А сега, ќе треба цела година да се задолжуваме и заборчуваме. Тоа сакав и јас да го кажам. А се си мислам, да не ангелчето не го разбрало убаво дедо Боже, или пак ние да не сме го разбрале убаво. Многу се радувам што дојдов при вас. Бре, да знаете што молење мудрив на дедо Боже. Аман пушти ме, тој не. Се некоја работа ќе ми најде таму, ваму, само да не дојдам при вас. Ајде кажувајте, што има ново по селото, дождовите како? Ангеле Божи, дождовите беа толку тивки и благи, што не биле никоја година такви како оваа година. Ангелче мило, се стори еден род. Еден род, како роди земјата, што не било никогаш досега. Луѓето ваки, а нашите ниви... Ништи. Трње и глогови ни родија. Бре, зар така се стори? Така се стори. Сега ќе одам при дедо Боже да видам што е оваа работа. Аман, дедо Боже, те молам да ми кажеш една работа. Што стана ова? Па нели рече оти ќе пуштиш големи дождои? Нели рече оти ќе им го скапеш родот долу на земјата? Јас слушајќите, отидов кај пријателот мој, му го кажав ова и тој жито не посеа. И сега ништо не му роди, нема што да им даде на дечињата да јадат. Како да се појавам јас пред тој човек? Како да му кажам, оти јас сум виновен за ова? Како да му кажам на тој праведен човек што секој ден го споменува името Твое? Деј ги ди ангелче, деј ги ди душко, бре. Зери ти сакаш да знаеш што ќе правам јас? Ами лели јас сум дедо Боже? Ете, се премислив. Реков ќе пуштам големи дождој, не пуштив. Ми стана жал за луѓето, за ошто да страдат со челата и пуштив едни убави дождои. А тебе не ти е работата тоа, да ме слушаш мене што зборувам и сетне да оиш кај луѓето и да ги кажуваш моите работи. А бре, ангелче, треба да знаеш дека јас сум дедо Боже. Кај мене е и орео и камено. Сакам го кршам, сакам не го кршам. Тоа треба да знаеш. А сега ќе те пуштам да оиш пак кај луѓето и да му кажеш на тој чесен човек што го спомнува моето име, името Господово, да оди да оврши тоа што му никнало на нивата, трње, глогој, што ќе најди. Сетне нека го оврши, та ќе му се роди и леп и се да си прехрани челата, оти го слави името Господово. И за друг пат да си знаеш, ова нека помини така, за друг пат да знаеш, тоа што мисли со кажува дедо Боже, тоа си е Божја работа. На луѓето ти ништо не смееш да кажуваш. Така.
Ovdje, od ova strane. Tako. Sve go tuka. Bre, džupska sila. Trnje vršila. Aha. Дали сте се поместили од умот што не се јавте, да сега трње вршите, а? Абре, луѓе, вистина ова ќе го правите? Немојте, луѓе, светот ќе ви се просмее. Ај, ќе ви се просмеал светот. Го правам она што заповедал Господ. Неговата е прва и последна. Ако дава, и од трње дава. А така ли? Да видите! Ајде, ба. Да видите! Погледнете! А овде. Погледнете! Нашето трње ова дава. Кога сака Господ, и од трње дава. Видели сега, ангелче, дека кај мене е и орево и камено. Врне, ама... Пак ли ќе одиш? Пак, Кирко. Ама, секој ден? Ами сега, секој ден. Си помислувам понекогаш да не одам денеска. И не можем овде на душава ништо тага, мака ми доаѓа. Знаеш колку убаво се живеевме со татко. Така е, ако сакаш да дојдам и јас со тебе. Не, седи ти. И ще ти избрежи, спастри го ова. Добро. Млада си ти за погробишта секој ден. Се изнаоди и ти доста е. Ај, бргу ќе се врата. Направо на новите да бъде. Говори се, тука не биде. Браво да ти кажам, навистина ми е многу мило што ете така намина од нашето место да не видиш, да не посетиш. Убаво, оти, како што рекле некогаш,
Едно видување, Еден век. еден век. И убаво рекле. Еден век не си дошол во нашето место. Така е, пријатели. Ко оставев, дури тогаш дојдов, а порано си идев. Си се гледавме, само да ви кажам, на голема мака сум јас сега. Не ми е до смеења, ете живот, што да се прави човек, ќе се смее, ќе си прави мајтапи, колку да мини времето. Да ви кажам, што е работата. Дечињата си ги одомивме со домаќинка. Убаво. Од сега за натаму, ете, стари години дојдоа, со неја сами двајцата, некако ќе се крепиме, така, рак ќе си живееме, без гајлиња. Чунки тие сега сами си го белат гајлето. Арно, ама, Господ си ја зеде. Си почина кутрата, ме остави мене сам на овие годиње. Па сега така, во моево место, таква, мислам, прилика, што се вели, вдовица во годиње, да најдам не можам, а сам животот да го терам некако тешко оди. И затоа реков, ај ќе наминам ваму па да видам, али сте чуле, али знаете за такво нешто, колку да се, ете така, зближиме, да направиме муабет, па белки нешто ќе биде тоа. Таква има ли тука, да не сте чули, а? Јас, колку што знам, во нашето место тука таква нема. Нема. Не, ете, но е вели нема. Има една, ама... Не. Ти што мислиш, не. Не е за тебе. Добре, зашто да не е за мене? Не. Не е за тебе, ете така, што Тани секој ден оди на гробишта, тамо си го посетува мажот и... Не, Тани добар ден на луѓето не кажува, не пак да се мажи сега на тие години, не. А деме и чорбачика е, сермија има. Таа е, чекајте сега, таа е жена домаќинка. Таа си го сакаше мажот. Добре, Ете, Господ им даде и едно момиче, Јако деш? ама... Не. Почина мажот и убај пари и остави. Многу убај пари и убаво си живеа. И ич да не жали што ги остави парите. Домакинка е. Ден си е домакинка и керка и таа е домакинка. Па мене токму таква ми треба, бе. И што велите, ни добар ден не кажува. Не. А кај можам јас да ја сретнам таа жена, таа домакинка, Ќе тргнеш по неја на кај гробиште? На кај гробиште и таму ќе. Секој ден оди на гробиште? Секој ден оди на гробиште, секој ден. И јас велам вака, не само што ќе одам кај неја, туку и кавето ќе го испијам и ќе преспијам, а може и да ја земам со сесермијата. Не. Што велите, не? А што велиш? Се обложуваш. Ајде, тоа се обложам. Не. Джабе си ги даваш покажете. парите, джабе си го губиш времето. Ете така, джабе. Джабе и Се ми е време. бадијала. Се. И јас велам, ото не е така. Се. А вие велите, ото е така. Ото е така, А јас велите. велам, ото не е така. така е. Ајде да се обложиме. Ајде, чекај, ајде, сечи. Ајде, Биле, ове. Ајде, Сите. Ајде. Па ќе видиме сега кој е во право, кој е во криво. Чекајте бе. Ова да не е бе, да. А? Еми, таа е. А? Таа е. Речено, сторено. Облогот важит. Ај сега да сме живи и здрави. Ајде. Ракета, не. Не сака да меша. Да не е работата ти. Ајде на нове.
Добар ден, госпожо. Добар ден. А гробиштата тука каде се? А гробиштата? Аха. Јас токму оттаму се враќам. Гробиштата, па туку рече на гробиштата си. Малку погоре, онде. Сакам да одам да Тоа сакам да така, прашам да. на чиј гроб. на Оти гледам, еден не. пријател. Не сум тукашен си јас, оддалеку сум. Ми рекоа сега луѓето дека починал. Другар ми беше од малечки залак од го делевме. Митре го вика, Митре. Па рекоа дека си починал. Пријател. Митре? А? Ама, мој Митре? Кој Митре? Мојот домакин што почина Митре. Се викаше, негов другар си ти. А? Вистина, почина Да. Кутриот, почина одамна, Значи, почина. а ти си... Јас сум му домакинката, јас сум му на дом. Многу убав живот си живее. Другар си, негов. Другар, Господ да го прости Митрета. Толку ми е мило што сретнав негов другар, а не од нашево место. да. Вистина велиш, А а? така, па велам да одам до гробиштата. Ајде, ајде. Де подзастани малку. Кога веќе сум имала среќа другар негов да сретнам, да повелиш кај нас, ако сакаш едно кафе за душа на Митрата да се напиеш. Еми, ајде прво така да направам, па сетне ќе одам. Ајде, многу ти фала, како Митрата да сум го видела. Само едно кафе, ништо друго, само едно кафе. Многу ми е убаво на душата, што ми кажа ти големи пријатели сте биле со домакинот мој. Како него да го видов. Годиња и годиња поминаа во оваа куќа, никој не влегол. Сами со керката, секој ден на гробишта. Како што гледаш, многу се радувам што дојде. И велиш големи пријатели, другари сте биле, а? Не пријатели, другари. Не се делевме во младоста, толкува години не сум го видел. Хајде. И не знаев, оту Повели. си починал. Добро ми дојде. Добро ве најдов. Сполајти, дејче. Ајде. И така, другари големи, а? Момичево не ви е мажено. Не, уште не. Кај да е, ки се омрши. Јас, моите ги одомив. Ги одоми, нека ти се живи, нека така. ти се живи. Сам сум си сега. Сам си, многу ми е мило што дојде. Вистина, јас кажав дека во куќава наша никој не влегол толку години, ама мерак ми е на вечера кај нас да останеш. Не, ќе си одам. Еве кафенце, повели. Сполајти. Убавна мајка, да. Сполајти. На вечера да останеш не, како не? Како не? Тоа што ќе го казнеш како домакинот мој да го казнав. Ќе останеш. За атер, за душа негова. Најблизок човек што му бил да касни, многу ми е мерак. Добро, ајде. Ќе останеш. Останам за Бог да прости. Еве и колачи. За прикаснам. Таа ги правеше колачињата. Умрана мајка е таа, многу ми е мерак. Тако, ќе подкаснам, Чедо мајкино. Ќе остане на вечера. Оди да спремам. Да приготвиш се што треба да приготвиш. Така, нека приготвиш. Голема домакинка ми е. Треба да ја оддомиш. Ќе одомам, да не се палам, ама. Јас моите ги оддомивме со домакинката, сетне Господ да ја прости си почина и така сега сам сум си јас. И свела мај поминаа толкова годиње да одам да го видам пријател. Другарот што се вели, ама што судбина, па него го нахла, тој си починал. Не, си почина, немој, не. Нема да ми се налутиш сам да го испиеш кафето, да отидам, да ја кажам на керката што, како да приготви, како за голем гостин, не како за било кој. Ајде, оти. Веднаш ке се врати. Ајде, што се сакалдиса од ова.
И кажа, од убаво по убаво ке сготви. Нешто со момичето си направивме муабет. Ако сакаш, голем мерак ни е да останеш и на спиење кај нас вечерва. Мерак ми е како домакинот мој да се вратил, така ќе ми биде. За Атен, за негов Атен. Не, убаво да останам на спиење. Да кажам и заошто. Лош табиет имам. Кога спијам, не отуспијам, туку многу зборувам со секакви работи кажувам, а може да се случи да станам од креветот, да излезам од собата и да шетам из куќата. Па има такви работи, има. Ма не убава работа е. И затоа јас почесто избегнувам вака во туѓи куќи да спијам. Саде дома си спијам. Па, види, сега кога веќе кажа, кога веќе знаеме за оваа работа, па не ќе е белки толку страшно. Стануваш, се шеташ, ама не правиш некои страшни работи. Само викаш вака. Не викам многу силно. Не викаш многу силно. Мотивко си зборувам. Ама зборуваш. Кога има човек до мене, па така му зборувам. И ако види човек што не знае дека го имам тој табиет, па ете тоа не отуе страшно. И затоа велам да не... Велиш не е страшно. Не. Па иако е, па ќе кажам јас на кирката за оваа работа. Остани на спиење, па ако треба ние двете заноќ будни ќе си седиме и ќе издржиме една ноќе, не ќе умреме за спиење, да преспиеш. Вие да си спиете убаво. Ако чуете од утропа нешто, некој зборува, оди по собите, вие гајле да си немате јасно. Значи таков ми е табиетот. И па добро. Ако сега не ви пречи тој мој табиет, јас... Да останеш. Голем мерак ќе ни направиш. Заатар на домакинот мој, на другарот твој, заедно што сте пораснале. Не го зборувам. Не плачи, не плачи. Добра, ајде. Ќе останам, нели е така, ќе останам. Не, пријателе! Не, Абан бре! Не! Пријателе! Ајко, ајде да си легнеме, ми се спие. И мене ми се спие, ама рече станувал ноќе, зборувал, викал, се шетал. Си велам, ако заспиеме, да не испоплаши, да не... Не, си легнал, не. Си легнал, може си... Спие, Чекай. не. Не. Абан, немој само да ме куниш. Што вериш, пријателе? Не, скоро ми умре мојата домаќинка. Не можам сега веднаш да се женам. Твојата жена? Твојата вдовица да ја земам? Не. Аман, пријателе. Не. Епа, добро сега, знаеш какви другари бевме, неразделни, залако го делевме. Епа сега, ако твојот збор сакаш да биде последен, па нека биди.
Ajde, ja zemam, Leli, taka veliš ti, taka neka vidi. Prijatelje, čekaj, kaj otide? Lele se izgubi, niz oblacite, kaj otide vo toj mrak, be, prijatelje? Što veliš? Jaz da ostanam tuka, na sveklo to, na denu, da se grižam za domakinkata tvoja, za deteto, kerkata tvoja, da ja zadomim je, a? Sjojde, le, a, aj, 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 i, au, i, aj, Сега керката ќе донесе кафе. Ако да го испијам кавето па да одам. Што се измачив јас? Соно ме изеде. Јас реков дека не сум за да спијам во чужда куќа. Ако да, ако. Ти ги галива не шетав ноќта, та не бе вознемирив. Иначе еден сон што ме наклапуши. Еве го кафе. Сполајте, сполајте. Повели мајко. Да се ми живе, керка. И од колачињата донесе. Да донесам. Да. Горе сон еден која ме наклапуши. Знам. Цела ноќ. Знам. Знам. Знам дали е сон, дали е јаве. Ние со керката се исплашивме. Од Вака, кога влезе, шеташе, кога влезе во собата, се сеќаваш. Помели. Чека, сполајте. Са седни и овој. Беше тука. Се сеќаваш што ти зборуваше домакинот мој, ти му велеше пријателе. Мојот домакин беше што го Зер сум го кажувал? Пријателе, така му беше. Зер на глас сум знаел? Вистина, викаше. Викаше силно, викаше и вака исплашени те гледам. Ама да ви кажам што беше соно. Ми селели си легнав. Реков дека не сум за чужда куќа, ама ете, ко ми рековте дека треба, и ја си легнав. И што току сум заспал. Дури не знам дали сум заспал или ми се причинило дека сум заспал. Вака ко најаве, пријатело мој, друга. И што вели? Така излезе. Прво беше малечок, па како доаѓа на кај мене. Иден толкав голем, убав. Многу убав човек беше, многу. Ко бевме другари. Го виде, а? И што ти Јас рече? како што вас ве гледам. Така. И јас, реков, оту се исплашив. А тој рече, пријателе, не плаши се, јас сум. Ти доаѓам на сон, оту спиеш во мојава куќа. И јас, велам, си сплашив, ќе си одам. Не, пријателе, спи. И мене меракот ми е така да спиеш, чунки домакинката и девојчето сами ги остави. Си заминав на оној свет. Ама, пријателе, остани ти тука и ќе те молам. Видов дека и твојата домакинка е тука. Демек, домакинката моја е почината. Та знам дека си сам. Чунки рече дека дечињата сте си ги одомили и сега си сам. Вели, та каже, да ја земиш мојата домакинка. И домакин кај мене во куќата да се сториш, та да не живеат сами. Ама! Ко ми рече вака, се подисможи ви велам, еми, сега јас како да правам? Така ти рече? А ми рече, ако не ја земиш домакинката моја и домакин да се сториш на мојата куќа, јас ќе морам цел живот во казан да се варам. Јаолите ќе ме варат цел живот во казан. Остани, ако е така, остани.
остани. Не е работата за мене. Па толку казани да врие во каправи. Не. И јас сум си салам домакин. Со сермија сум си. Ама ај, ако се согласуваш, ќе се земиме и тука домакин ќе се сторам. Не за мене толку колку за тебе, за девојчето, А девојчето? а најмногу за пријателот. За пријателот? Да не се вари во казанот. Што велиш? Нека Значи до остане, мајко, мајкино. нека остане. Да Треба остане, се бе. вади Не, во казанот. се согласувате, а? Па еве, Ако јас е- се согласувам. Ако е така. Па ај за атер на другаро мој. Ај, да сркнемо од кавето.